достојна? Мислам дека вистината е тука некаде, во трите варијанти. Се уште ние немаме изворен податок кој што нам ни би ја потврдил вистината околу сета таа ситуација, но поаѓајќи од логиката на историските настани во тој момент, ако го имаме во предвид прогласот, кој треба да го означува почетокот на востанието, кој што го објавува Корското началство или највисокото врховно раководно тело во Крушевската околија, треба да се има во предвид дека Никола Киров Мајски е присутен во овие настани, во пишувањето на содржината на прогласот. Преку него ја дознаваме и содржината на манифестот и преку него дознаваме дека тоа се случува на 6 август, кој што е упатен до останатото население на Крушевската околија. Нормално е во османлиски рамки има население кое што е со муслиманска вероисповед и во манифестот се закатнати токму тие основни начела на сожителство, дека револуцијата која што е објавена не е насочена кон мирното муслиманско население, туку таа е насочена против лошиот османлиски економски, политички систем на живење, така што од тој систем страдаат и христијаните и муслиманите. Дури и постојат сведоштва дека муслиманското население позитивно возвраќа на манифестот. Тие основни фактори на сожителство веќе се присутни. Во оригиналната форма беше испомнето и во прилогот и јас можам да кажам дека ние ја немаме се уште. Посеќавање Мајски го запишува текстот во врска со драмата Илинден, која што е напишана 1923 година. И она што е како содржина и ние што денеска го знаеме е посеќавањето, значи, на Мајски кој што е присутен во тие настани. Нормално е дека во натамошни истражувачки проекти дека и може да се дојде до оригиналната верзија, бидејќи постојат индиции во извештаите на странските дипломати. И знам дека Шапкалиска има направено анализа на јазикот, бидејќи е напишан на крушевски дијалект, врз основа, значи, на оној текст кој што Мајски ни го дава во драмата, направена анализа и можеме, значи, слободно да кажеме дека во редовната комуникација бил користен крушевскиот дијалект. Господин Чепрганов, вие спомнавте дека на 24-та се појавува некоја варијанта на овој манифест. Па, 23-та, како што рече колешката, тогаш Мајски во драмата го споменува, а за неговото постоење во некои британски документи постојат такви сознанија. Тие кажуваат дека е објавен некој проглас кој што е испратен до населението, до околните села. Меѓутоа и во британските документи го нема документот целосно, него само се кажува дека е испратен документ, проглас до народот. Так. Колку што можам да забележам, се уште трае церемонијата на положување цвеќиња на мечкин камен од режија кој е подготвен разговорот со историчарот Ванчо Ѓоргиев. Можеме да го погледнеме во продолжение. 2 август ја обележува македонската историја. На овој светилник на државотворноста говориме со професор Ванчо Ѓоргиев. Професоре, во каква политичка констелација ја имаме Крушевската република, во каква политичка констелација се обидуваме да дојдеме до автономијата, до независноста на македонскиот народ и другите граѓани во оваа наша денешна сегашна држава? 2 август, односно Илинден, е празник со исклучително државнотворно значење за македонскиот народ и за граѓаните на Република. Тој е празник кој што длабоко е врежан во колективната свест на македонските граѓани и се разбира на сите македонци што живеат надвор од Македонија, затоа што тој е празник од исклучиво државотворно и тоа двојно значење. Ако во 1903 година, во Илинденското востание, беше посочен патот како треба да се дојде до македонска држава, во 1944 година
токму на 2 август, во една поинаква политичка констелација се поставени темелите на македонската држава, се разбира во тогашната Југословенска федерација. Всушност, државотворците во 1944 година со тоа сакале да го покажат континуитетот на македонската борба за самостојна и независна држава. Кога се навраќаме на Илинден, апсолутно секогаш првен мислиме на Илинден од 1903 година. Тоа е восстание народ организирано на територија Македонија. Меѓутоа, и овде треба да направиме едно ограничување, бидејќи сепак кога се зборува за Илинденско восстание, се мисли пред се на восстанието во Битолскиот револуционерен округ. Тоа е восстание кое што е резултат на една 10-годишна подготовка на македонскиот народ за таа борба, подготовка под водство на Македонската револуционерна организација која што е создадена во 1893 година и во текот 10 години пред тоа да води силна морална и материјална подготовка на македонсково население за извојување на автономија во рамките на Османската империја. Се разбира, автономијата треба да представува прва етапа кон создавање на независна македонска држава. Големите сили уште тогаш сватиле дека ако се дозволи создавање на една единствена административна територија под името Македонија во Османската држава, дека со тоа ќе го поттикнат создавањето на идната македонска држава. Од тука во официјалните акти на овие договори и на овие реформи апсолутно се избегнува името Македонија и свесно, затоа е постигнат претходно договор и се користи името трите вилаети, значи за да се одбегне името Македонија, додека пак за одбегнување на вообичаениот термин кога се спроведуваат такви реформи, генерал губернатор, кој што треба да управува со реформите, е воведено едно друго, до тогаш непостоечко име воопшто во дипломатијата и во таквите реформи, тоа е генерален инспектор за трите вилаети. И на крај, кога станува збор за македонското население, свесно е одбегнато и именувањето на македонски народ и на македонци терминот, се користи терминот христијанско население. Колку што можам да забележам, се уште на Мечкин камен трае церемонијата на положување на цвеќе во очекување на говорот на председателот на Собранието Трајко Велјановски. Ако е подготвена анкетата од Крушево што ја подготви колешката Елизабета Митреска, може да ја погледнеме. Не, ќе ја имитуваме подоцна. Можеме да продолжиме со разговорот во студиото со моите денешни гости. Кога станува збор за оваа подалечна историја илинденска и револуционерите што се во неа, со Бугарија со години има дилеми или трилеми, не знам како повеќе да ги означам, навестам. Во последно време се зборува за заедничко чествување на историјата. Господио Котлар, има ли основа за вакво нешто? Ајде вака да кажам. Стара песна на нов начин. Значи, ако направам пресек во историска вертикала, она што се случува во 19 век, кога не се спомнува именувањето на народот како македонски, јазикот како македонски, а се дозволува да се именуваат по имињата на милетите, односно верите, односно верските заедници. Тоа е свесно премолчено и од османлиската држава, во која што живеат луѓето и кои се определуваат кон тие милети, но исто така се користи и од големите сили. Конкретно во однос на бугарството, со оглед дека тоа поприлично го работам последниве години, значи таа идеологија доаѓа или се манифестира од руската империјална политика. Кога станува главно прашањето за источниот дел на Балканскиот полуостров
или Средоземното море и зафаќањето на Цариград и протоците на тој дел. Таа руска империјална политика на почетокот представува една мобилизаторска клима кон народите на целиот Балкан. И таа ги препознава сите што не зборуваат грчки или друг јазик како словени. Во тој ред и србите, и македонците, и бугарите. Како се одвиваат годините и се менуваат настаните на Балканот, таа руска империјална политика во почетокот, која признаваше словени, веќе во крајот на 50-тите години почнува да го именува населението во Македонија како бугарско, а јазикот како бугарски. Правев некои статистики или пребројувања на спомнувањето на термините словенски и бугарски. До крајот на 1859 година тие се скоро на исто ниво. Од 1860 година тие термини добиваат на важност со бугарски атрибут. И не е случајно што првиот руски амбасадор доаѓа во Битола 1860 година. Таа идеја ја држи Русија и во моментот кога сака да го направи првиот Балкански сојуз, а предводник треба да биде Србија. Во тоа преговарање и договарање Русија дозволува Бугарија да влезе во еден Балкански сојуз во која што ќе биде вклучена и Македонија. И накратко, кога не се спомнува соодветниот термин македонски јазик или македонско население, фактички се одзема македонскиот карактер, односно се одзема моќта на суверенитет на одредена територија. Ако го одземате тој момент или таа карактеристика, тогаш суверенитетот сакаат да го земат оние кои што имаат одредени политички цели. Тоа е политичко прашање во историјата, така што јас само се обидов сега да ви дадам историски контекст на тоа политичко прашање. Меѓутоа, ако знаеме дека Илинден, тоа го кажуваат и современиците, но и подоцнежните генерации, дека тоа беше една народна револуција, пред се со парола Македонија на македонците, тогаш безпредметно е понатаму да разговараме. Така. Режија, дали се вклучуваме сега во Крушево на Мечкин камен? Режија, дали се вклучуваме во Крушево на Мечкин камен? Представништва на Република Македонија. И представници на Сдружение на граѓани и други организации.
Почитувани, покровител на одбележувањето на 111 годишнината од Илинденското востание и Крушевската република е председателот на Собранието на Република Македонија господин Трајко Велјановски. Во таа чест го поканувам господин Велјановски да се обрати на присутните. Почитувани граѓани, драги пријатели, браќа и сестри, голема благодарност и неизмерна почит до сите вас, кои денес сте тука на ова историско место. Заедно да го одбележиме денот на сите денови, празникот на сите државни празници, вечниот Илинден. Одбележуваме 111 години борба, 111 години саможртва, 111 години верба. Илинден е другото име за Македонија. Македонија не е целосна без Илинден. Оној првиот од 1903, вториот Илинден од 1944, секако и третиот Илинден од 8 септември 1991, кога ја основавме денешна демократска, суверена и самостојна Република Македонија. Сите залагања на овој народ ја добиваат својата вредност токму заради Илинден. Сите жртви на македонските херои низ вековите до денес ја добиваат својата смисла единствено и само заради Илинден. Нашето постоење, работа и творење денес се обезбедени токму заради овој голем ден. Дами и господа, Илинден не е само денот кога македонскиот народ одлучи да се крени проти злото. Илинден не е само денот кога македонските синови и керки одлучија да ја зграбчат силно слободата. Илинден е македонскиот историски меѓеник. Овој ден е гранитен камен, кој е тука за да ги надмине сите векови. Илинден е денот кој им дава смисла на сите наши денови. Илинден е символот на демократијата која денес ја живееме. Илинден е соживотот и разбирањето помеѓу граѓаните на нашата татковина. Илинден се и сите наши стремежи и напори за развој на Македонија. Конечно, Илинден бил, е и ќе биде основата која ќе ја крепи Македонија во вековите што доаѓаат. Драги пријатели, 111 години Илинден значат толку години од поставувањето на напредните идеи, кои денес звучат исто толку свежо и современо. Крушевскиот манифест е еден од најдемократските документи создаден во тие историски траурни времиња, кој сосема јасно говори за потребата од градење на соживот и разбирање помеѓу различните етникуми и вероисповести. Овој историски акт на македонскиот народ денес е тука за да не потсети дека во битот на македонецот е демократската идеја и напредните визии. Кон овој благороден факт, кој говори многу за нас самите, се надоврзува и Јасновската декларација за правата на човекот и на граѓанинот, донесена 30 години подоцна како резултат на вториот македонски Илинден. Овој документ исто така ја вивнува Македонија во демократските височини, затоа што уште тогаш политичките представници на македонскиот народ говорат за сите нас познати и прифатени индивидуални права и слободи. Оттаму, слободно можеме со голема гордост да заклучиме дека Крушевскиот манифест е основата на која почиваат денешните напредни идеи за меѓуетнички и меѓуверски соживот и толеранција. Додека Јасновската декларација е темелот на демократскиот амбиент во кој живеат граѓаните како личности во ова наша македонска држава. Затоа без никаква лажна скромност
треба да бидеме горди на своето историско дело. Бидејќи тоа не говори ниту за омраза, ниту за конфликт. Драги пријатели, македонскиот народ, како и сите народи на овој свет, сака да живее и да се развива во слобода. Желбата да се создава и да се твори во своја држава ги обедени македонските синови и керки под барјакот на слободата. Тиранијата мораше да падне. Слободата мораше да се роди. Цената мораше да се плати. Друг избор не постоеше. Друга алтернатива немаше. Или ќе не биде, или нема да не биде. Историската одговорност во создавањето на македонската држава мораше да се понесе. И таа со најголемо достоинство беше понесена од луѓето на Македонија. Затоа до ова место да кажеме слава им на сите познати и непознати борци, кои го дадоа својот живот за нашата слобода во сите буни, востанија и војни во Македонија низ историјата. Крушево е епицентарот на таквиот национален навој, кој се разлеа со огромна брзина низ цела Македонија за време на првиот Илинден. Од исток и од запад, од север и од југ, татнеа чекорите на македонските комити. Четите, организирани и водени од ВМРО, смело тргнаа да ја освојат слободата. Уште едно ново поглавје од македонската историја започна да се пишува. Овој пат беше напишано славно и хероско поглавје, кој беше инспирација за другите национални успеси што следеа. За битките низ македонските гори и денес со гордост си спомнуваме. Само жртвата на војводите и на комитите и денес ја спомнуваме. Нивните успеси и денес ги прославуваме. Со право сме горди. Горди сме затоа што ни беше даден примерот и ни беше покажан патот ко слободата. Безброј настани остануваат длабоко врежани во нашата колективна свест. Безброј битки и безброј херои ја испишуваат историјата на Македонија. Да продолжиме да ги спомнуваме, да не престанеме да им ги пренесуваме овие славни настани од нашата историја на нашите синови и керки. Мора точно да знаеме заради што и заради кого сме се издигнале од пепелта и сме се вивнале во врвовите. Научените лекции од македонската борба за слобода на најдобар начин покажуваат дека Македонија е нашата најголема вредност. Македонија е почетокот и крајот на се што сме правеле и ќе правиме во иднината. Нема ништо поскапоцено и повредно од неа, од нашата татковина Македонија. Историските битки не подсетуваат дека единството и заедништвото не смеа да се нарушат. Соработката и разбирањето се основата на сите наши успеси во минатото. Единството и тогаш, но и сега значи победа. Не единството и тогаш, но и сега значи пораз. Браќа и сестри, истото како што Илинден е символ на сите жртви на ВМРО и на комитите, така овој ден е најсветлата точка и за македонското партизанско движење. Доколку за време на првиот Илинден му покажаваме на светот дека постојат македонци кои сакаат да живеат во своја македонска држава, како и сите други народи. За време на вториот Илинден, таквата цел во еден значаен дел ја оствариме. Македонскиот народ започна да ја освојува својата слобода. Вековите поминати во робство, терор и неправди под разни јареми конечно завршија. Крвта на партизаните не беше залудно пролеана. Непријателот беше поразен, а слободата беше освоена. Македонија застана на вистинската страна во светската историја. Македонија застана на страната на демократијата и на слободата, а против тоталитарните идеологии на нацизмот и на фашизмот. Заслугата за овој национален успех подеднакво им припаѓаше и на македонската левица, и на македонската десница. Подеднаква е жртвата и заслугата на сите борци за Македонија. Само така, пристапувајќи на историјата, треба да ја градиме
иднината. Дами и господа, идеите на Крушевскиот манифест, на партизанското движење и на АСНО и денес еднакво силни, како и тогаш кога биле обнародени. Нашите политички разлики не смеат да ја загрозуваат Македонија. Не смееме да говориме за наши и за ваши, кога станува збор за Македонија. Македонија е нашата единствена партија и единствена програмска платформа. Да застанеме сите по знамето на слободата. Да си подадеме рака и да си простиме за се затоа што сите ние сме Македонија. Да застанеме сите за иднината на Македонија и да работиме сложно како што се бореа и комитите и партизаните. Како што се бореа и припадниците на македонската левица и припадниците на македонската десница. Да не дозволиме нашите различни интереси да ги загрозат интересите на Македонија. Мораме да бидеме уште посплотени. Мораме да бидеме уште поодговорни кога станува збор за интересите на државата. Да си ја чуваме Македонија. Да си ја градиме и да си ја сакаме Македонија. Доколку искрено и со отворено срце вака правиме, тогаш сме на чекор до толку потребното државно единство. Знаеме дека имаме сила така да постапуваме. Македонските политичари, партии и општество покажале дека знаат да си подадат рака, тогаш кога е најпотребно. Денес е тоа време. Денес е тој миг. Денес да почнеме да ги зацврстуваме темелите на овој концепт за кој говорам и во кој искрено верувам. Браќа и сестри, символиката на овогодишната прослава на Илинден е посебна и заради нешто друго. Овој голем ден го одбележуваме во периодот кога нашите сограѓани муслимани го прославија својот верски празник. Ова символика треба да не потсети дека сите успеси низ историјата македонскиот народ ги остварил благодарение на соработката со албанците, со турците, со србите, власите, ромите, бошнаците и со сите други. Најголемите врвови на македонската слобода биле освојувани тогаш, кога заедно еден до друг, рамо до рамо, стоеле и христијаните, и муслиманите, и евреите. Така било, така треба и да остане. Затоа и во оваа прилика повикувам уште повеќе да работиме на унапредување на меѓуетничкиот и на меѓуверскиот соживот. Мораме да ги развиваме стандардите на овој план. Мораме да ја унапредуваме културата на диалогот. Македонија сме сите заедно и само така. Заедно ја определуваме вистинската вредност на нашата татковина во која заедно растеме, твориме и се развиваме. Драги пријатели, Илинден е символ и на желбата на македонскиот народ за натамошен развој на односите со соседните народи и држави. Вековниот идеал да се биде свој на своето во ниту еден момент не значил загрозување на слободата на другиот. Напротив, тој бил ист со нив и црпел сила од нив. Ваквата константа продолжува да биде нашата главна одлика и денес. Македонија останува посветена на развивањето на односите со сите соседни држави. Мораме и треба да соработуваме. Можеме и ќе соработуваме уште повеќе и уште подобро. Мораме и треба да градиме нови мостови на пријателство кои уште повеќе ќе не сближуваат. Мораме и треба да ги истакнуваме позитивните примери од минатото кои ќе придонесат за уште поголемо сближување во иднината. А таа иднината е крајно известна, јасна и позната. Нашата заедничка иднина е обединета Европа во која вредностите на демократијата ќе бидат подеднакво прифатени од сите нас кои со векови сме тука на Балканот. Силно верувам дека најдобрата иднина за Балканот е обединета Европа. Балканот, кој отсекуваш и припаѓал на Европа, мора и ќе стане во потполност дел од Европската унија. Членството во Европската унија ќе биде и најголемата потврда дека проектите на политичките водства на балканските држави биле во основа исправни. Членството во Европската унија ќе биде и најголемиот доказ дека конечно сме ги уништили идеите од минатото, кои постоењето на еден народ
го проектираат за сметка и на штета на другиот народ. Имајќи го предвид споменатото, сакам јасно да истакнам дека интеграцијата на Македонија во Европската Унија е нашиот врвен стратешки приоритет. Таа е приоритет на сите приоритети. Таа е задача на сите задачи. Интеграцијата во Европската Унија е цел на сите цели. Обврска поголема од секоја друга обврска. Проект кој е основата на сите други државни проекти. На овој голем ден за нашата држава чувствувам силна потреба уште еднаш да ја истакнам нашата максимална посветеност во насока на реализација на ова цивилизацијска цел. Македонија нема друг извор освен Европската Унија. Интеграцијата во европското семејство на народите е најдобриот рецепт за натамошна модернизација на македонската држава. Зад реализацијата на ова благородна цел, со своите залагања и знаења, подеднакво се вложуваат сите политички партии во државата. Отаму овој проект е можеби најдобриот пример како, кога сакаме, можеме да бидеме единствени и сложни. Браќа и сестри, залагањето за членство на Република Македонија во НАТО продолжува да биде наш врвен стратешки приоритет. Македонската армија рамо до рамо со армиите на демократските држави дава свој влог во осигурувањето на мирот и на безбедноста во светот. Македонските војници денес гордо ја бранат честа на илинденците и на партизаните. Како дел од НАТО трупите, продолжуваме да го даваме својот влог, кој ќе биде потполен и оправдан единствено, тогаш кога македонското знаме ќе се развие пред седиштето на НАТО, заедно со знамињата на останатите членки на Алијансата. Меѓутоа, за жал тоа се уште не е така. Македонија иако исполни се што беше побарано, не е дел од НАТО. Парадоксално, но вистиното се покажа дека нашето вековно име е нашиот најголем проблем. Некои денес сака да не се викаме така како што со векови сме се викале и да не бидеме она од што секогаш сме биле. Затоа од ова место тука, од Мечкин камен, гласно порачувам дека Македонија била, е и ќе биде Македонија. Македонскиот народ бил, е и ќе биде македонски народ. Остануваме цврсти во нашите намери да ја афирмираме вистината за Македонија. Меѓутоа, со истата силина сакам јасно и гласно да порачам дека остануваме подготвени за натамошен развој на диалогот со нашиот јужен сосед. Продолжуваме да разговараме затоа што не престануваме да веруваме дека можеби ќе се смени мислењето кај грчките политичари дека ние не сме никаква закана за нивната држава. Македонија не е, ниту некојаш ќе биде закана за Република Грција. Македонскиот народ не е, ниту некојаш ќе биде закана за грчкиот народ. Изразуваме јасна подготвеност за натамошен развој на добрососедски односи и вкупната соработка на економски и на секаков друг план. Мораме да соработуваме. Мораме да гледаме повеќе на нештата што не спојуваат, отколку на нештата што не разделуваат. И верувам дека ќе соработуваме. Меѓутоа, тоа мора да биде на рамноправни основи. Во духот на христијанската љубов, македонскиот и грчкиот народ мора да си подадат рака и да се завртат кон иднината. Во духот на христијанската љубов, Република Македонија и Република Грција мора да работат на воскреснување на соработката, почита и пријателството. Во духот на христијанската љубов, во периодот кога светот се соочува со нови геополитички предизвици, Република Македонија и Грција мора да завртат нова страна од историјата во која верата, надежта и љубовта ќе бидат точки кои ќе ги обединат двата народа, најпрво помеѓу себе, а потоа со истиот Бог на кој му припаѓаме и на кој му се молиме. Драги пријатели, само жртвата на илинденците е нашата водилка и при соочувањето со предизвиците на денешнина. Цената која беше платена за да се извојува слободата е преголема. Извојуваната државност мора да ја сочуваме.
вкупните прилики во Македонија мораме уште повеќе да ги напредуваме. Меѓутоа, како што споменав, се е потешко доколку отсуствува единството. Секоја цел е подалечна доколку не сме обединети. Ниту еден врв не е достижен доколку сме раскарани и поделени. Затоа, како председател на Македонскиот законодавен дом, уште еднаш, сосема искрено сакам да повикам на унапредување на единството помеѓу партиите. Мораме да ги надминуваме нашите разлики. Не смееме да дозволиме во жарот на политичката битка повредена да излезе Македонија. Да си подадеме рака на овој голем ден, да почнеме уште повеќе и уште поотворено да соработуваме за прашањата што се од наш заеднички интерес. Да и погледнеме во очи на реалност и да го осигураме уште повеќе развојот и демократската иднина на Македонија. За иднината на Македонија одговорност носа сите, и власта, и опозицијата. Драги пријатели, предпоставка за секој развој е слободата. Доколку големата цел на илинденците беше независна Македонија. Денес големата цел на ова генерација политичари е економски развиена Македонија. Вкупниот државен развој продолжува да биде нашиот најголем предизвик. Унапредувањето на економијата и на животниот стандард мора во целост да се обезбеди. Досегашните успеси во осовременувањето на животот на македонскиот граѓанин треба да биде само дополнителен поттик за нови дела. Мораме да градиме уште повеќе нови училишта. Мораме да инвестираме уште повеќе во здравството. Мораме да продолжиме да го поддржуваме македонскиот земјоделец. Мораме да продолжиме да се грижиме за македонските пензионери. Мораме тоа да го направиме како политичари, бидејќи тоа се најголемите очекувања од граѓаните. Досегашните успеси се најголемата потврда дека дури најголемите препреки може да се премостат. Почитувани пријатели, драги браќа и сестри, Македонија е онолку силна колку што се силни нашите вредности. Македонија е онолку силна колку што е исправна нашата колективна морална вертикала. Мораме да продолжиме да ги поддржуваме македонските семејства. Тие се основата на државата. Залудна е секоја жртва за слободата на Македонија, доколку морално пропаѓаме. Семејството како заедница на еден маж и на една жена, во која децата слободно се развијаат, не смееме да дозволиме да биде релативизирано. Мораме да инвестираме и во развојот на нашите деца преку образованието, низ кое тие треба да израснат во морални личности, кои ќе продолжат после нас да ја градат и да ја развиваат Македонија. Да продолжиме да промовираме проекти кои ќе придонесат повторно детскиот джагор да се слуша низ македонските села и градови. Да продолжиме со промовирањето на политиките кои ќе го зголемат наталитетот во државата, затоа што Македонија ја прават луѓето кои живеат и творат во неа. Ние сме Македонија. Да застанеме еден до друг, да се спомнуваме на жртвите илинденците, на партизаните и на сите знајни и незнајни јунаци. Да се сеќаваме на минатото за да бидеме уште поуспешни градејќи еднината. Денес ја градиме Македонија. Утре ќе ја градат нашите деца. Да им оставиме добри дела на генерациите што ќе дојдат после нас. Да бидеме спомнувани по добро. Да ги оствариме сите македонски приоритети. Да решиме што повеќе проблеми. Да надминеме колку е можно повеќе препреки. Македонија да биде уште постабилна. Македонија да биде уште поразвиена. Македонија да биде уште поединствена. Тоа е заветот на илинденците, тоа е заветот на партизаните. Тоа е заветот на македонските херои. Нека е вечен споменот за Илинден, нека е вечна и вековита Македонија. Сите нека не благослови Господ и нека е благослови нашата татковина. Да живее Република Македонија!
И како што започнавме, така ќе го завршиме ова чествување со уметничко-културна програма, за која се задолжени Кут Стив Наумов од Битола и ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола. А вам, почитувани, ви посакувам добро здравје, до следната година. Довидување. Столе, како што можевме да видиме овде, председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски во својот пригоден говор по повод 111 годишнината од Илинденското востание опфати неколку значени поенти. Една од важните поенти на овие историски мегници, инаку завет и на комитите, на војводите, на партизаните, беше дека треба да се чува Република Македонија, дека нејзината основна цел Македонија на македонците, на сите нејзини граѓани, дека е тоа завет за следните генерации. Секако, председателот на Собранието говореше и за економскиот развој на нашата држава. Ние мораме да вложуваме во развојот на нашата економска моќ, затоа што само една богата Македонија, едни богати македонски граѓани ќе можат целосно да ги почувствуваат придобивките на демократијата, која што од 1991 година наваму почна да ја гради нашата држава. Поентата што беше кон политичките партии се однесуваше на едно целосно обединување на македонската левица и на македонската десница. Различни во ставовите, меѓутоа секако обединети околу една нејзина цел – независна, слободна, демократска Македонија, затоа што само единството може да не направи силни, потенцираше во својот пригоден говор председателот на Собранието Трајко Велјановски. Оно што е исто битно што го наведе председателот беше за евроатлантските интеграции. Евроатлантските интеграции се неспорни. Македонија сака и мора да биде членка на Европската унија, но не по секоја цена, затоа што името на нашата држава го означува и нашиот идентитет. Во овој контекст, председателот на Собранието, првиот човек на законодавниот дом, потенцираше дека Македонија сака добри односи со Република Грција, дека не представува никаква закана за воопшто за Република Грција, дека македонските и грчките граѓани можат на овие простори на Балканот да ја градат заедничката иднина, но за ова нормално потребен е диалог, што се однесува до вклучувањето, до целосниот пример во Северноатлантската алијанса. Председателот на Собранието нагласи дека и тоа е наша заложба која што ќе се оствари еден ден. Иако Македонија со учеството во мировните мисии, таа и де факто сепак не де јуре е и членка на Северноатлантската алијанса. Исто така во својот пригоден говор пред овде на собраните граѓани на Мечкин камен, првиот човек на законодавниот дом Велјановски изјави дека мора да се чува семејството, основната клетка на државноста на Република Македонија. Детскиот джагор да се врати во училиштата, да се пополнат училниците, децата повторно да се бориме против таа бела чума и на тој начин да ја обезбедиме иднината на следните генерации. Тоа е она што беше главно во говорот на председателот на Собранието Трајко Велјановски. Инаку овде на Мечкин камен продолжува прославата по повод 111 годишнината од Илинденското востание. Овде се прославува и јасно, бидејќи овде на споменикот на Мечкин камен дојдоа делегации и од политички партии, дојдоа и од Сојузот на борците, дојдоа и од Илинденскиот марш, од сите комитски организации во Република Македонија кои што ја продолжуваат традицијата, заветот за следните генерации на нашата држава. Прославата и натаму тече, а ние сега, ќе се потсетиме денеска како беше конечно прославата е за сите наши граѓани на Република Македонија. Елизабета Митревска беше новинарот кој ја следеше со кратка анкета, ја следеше самата прослава. Дали нашите граѓани размислуваат дека Илинден е визија и натаму, сонот да се претвора и натаму во сонце? Прво, Зоране, нека ни се честити двата Илиндена. Празнично и свечено денеска е на Мечкин камен, во историско Крушево уште из утрината,
Крушевчани ги отворија и портите и срцата за сите гости од сите страни на Македонија, а секако и нашинците се дојдени, затоа што стана традиција своето доаѓање во татковината да го поврзуваат со Илинден. Илинден го честуваат и го чувствуваат. Ги запрашавме дел од гостите како голем празник кој е за подсетување и кој треба да ги даде насоките за иднина. Токму затоа им го поставивме прашањето на посетителите, ако мотото на илинденците е од сон до сонце, тогаш која е визијата за Македонија, за нашето подобро утре. Сакаат да нагласат дека навистина сето е пак тоа што го направија нашите илинденци и партизаните и во поновата војна, и еден добар показ за нашата иднина. Впрочем, да не раскажуваме, да ја проследиме анкетата што ја снимивме со дел од посетителите. Од Сидни, од Австралија. Овдека сум прв пат, а иначе имам доаѓам повеќе пат. Мечкин камен сум прв пат. Како се чувствувате? Па, сега за сега, време ако е добро, уште подобро и ние ќе се чувствуваме, мислам, во душата македонска едно друго, како македонци се осеќаме поголеми македонци овдека кои ќе дојдеме на некоја манифестација за вакви празници, за Илинден нарочито. И многу супер е. Се чувствуваме прекрасно и невообичаено овај ден, во кој што секој македонец се чувствува посебно. Честитви празник прво на Македонија и некаде сме живи и здрави. Ние сме од Пиринскиот дел на Македонија, по право од Сандански и околијата. Која е визијата на денешните генерации за подобро утре, да речеме? По доброто еднината е секогаш во нас. Да, заедништвото и така. Иначе мотото е супер, измислено. Празник за душата, празник за секој еден македонец. За многу години повелете. Ние сме од Перт, Западна Австралија. И многу убаво, овој ден, светол ден на сите македонци, од се срце му го честитаме празникот, му посакуваме уште многу вакви денови да се доживеат. Бети, ти благодарам и на твоето учество, ти го честитам и тебе празникот, големиот празник. Честитки до сите. Ние, почитувани, овде се одјавуваме со преносот од големиот легендарен Мечкин камен кај Крушево. Продолжува културно-уметничката програма, а ќе продолжи и во наредните 10 дена до 9 август, до кога ќе траат 10 дена Крушевска република. Од екипата што ја подготви ова директна програма, јас се одјавам овде и Столе. Зоран Могатинов од Мечкин камен се одјави, тој е таму од вчера каде што ги следеше и научно-културните средби, а пред малку ги соопшти поентите и на председателот на Собранието Трајко Велјановски, чиј говор на државник беше и последен во оваа отворена програма. По уште едно прашање имам за моите гости пред да се одјавиме. Името, народот, јазикот, столбовите на идентитетот. Ги чувме и во обраќањето на председателот на Собранието. Чепреганов, вие одите низ Европа и низ светот на многу форуми, собери со ваши колеги, ги браните историските факти. Дали сте се соочиле со каков било проблем идентитетски? Па до сега не. Мислам, имајќи предвид дека одиме на повеќе научни собери и надвор и во земјава, на кои што присуствуваат и колеги од соседните балкански држави и пошироко. Меѓу историчарите може да се најде јазик за оно што зборуваме, затоа што ние работиме со факти, со толкувања, со документи, од кои што не може да се бега. И до сега што сме учествувале на повеќе научни собери и во Грција, и со колешката Наташа, и во Бугарија, не сме имале некои поголеми проблеми во однос на оспорувањето на името. Значи, или идентитетот. Немало никаков проблем. Господин Котлар, председател на Собранието вели најдобрата иднина на Европа е Балканот. Јас би го поставил ова како теза обратно. Најдобрата иднина на Балканот е Европа. Како може да се толкува оваа порака?
Па може би е подобро да почнеме од самите себе си. Да почнеме од она што и во самата Османлиска империја на времето беа сите заедно, сите беа ромеи, беа христијани и постоеше таа балканска солидарност. Така што препорачувам најдобро да се спознаеме самите себе си на Балканот, да се поврземе, да се подадеме рака, онака подготвен и културолошки, и економски, и политички Балканот, само ќе биде придонесе за Европа. Така што подобро е да почнеме од самите себе си, од овде, од Балканот, кон Европа. Наташа Котлар, Тодорче Преганов, ви благодарам многу што имавте трпение и што бевте мои гости во оваа отворена програма на овој голем ден. Благодаря ви на поканата. Мене уште ми останува тука да се одјавам и да и се заблагодарам на целата екипа која што ги подготви и ги реализира денешните преноси. Имајте убав празничен ден. 111 години Илинден, 70 години Асно. Од сон до сонце. Аснум представува кратенка за антифашистичко собрание за ослободување на Македонија од